Добро утро за сите оние кои што се заедно сутринска на Телма и што да ви кажам, овде е мирно, но не е така по другите сообраќајници низ градот. Приватните превозници, како што најавија во петокот, нели по она блокирање на Илинденска, на путегот, сакајќи да ја покажат на Данила Арсовска колку се на број нивните автобуси, нели, со околу 200 автобуси го блокираа тој дел на градот. Всушност и не беше комплетна блокада како што е на пример утринава. Денеска навистина е оној радикален протест кој што го најавија уште пред чинам 10 дена. Значи блокирани се 3 сообраќајници, главни крстосници низ главниот град. Не знам што да им кажам на сите оние кои што треба да стигнат на своите работни места, освен дека можеби ќе беше најпаметно сите да тргнеме многу порано на своите места и да стигнеме на работа барем час или два порано, за да не фатат овие неверојатни гужви. Значи, нашето патување до ова линковско вклучување беше од аеродром преку, за да го избегнеме Кузман Јосифовски питур, нели оној дел кој што е раскопан. Одевме преку 3-та македонска бригада и можам да ви кажам таму дека и околу 6:30 беше неверојатен хаос и метеж. Така е исто и кај Тутунски комбинат, заради тоа што комплетно е блокиран овој дел од градот. Значи, во централното градско подрачје, во потегот на сообраќајниците Кочо Раци и не знам сега како се вика овој булевар, но знам дека ве води кон центарот на градот, нели, или кон Собранија. Тука е комплетно блокирано со околу 20 на приватни автобуси кои што се овде застанати во знак на оној радикален веќе најавен протест. Има само по едно место на секоја од сообраќајниците, веројатно за да се пропуштаат сите оние итни случаи, да речеме пожарна или не дај Боже брза помош. Во спротивно никој овде не се пропушта. Има голем број на полиција, нели, полициски службеници кои што го регулираат сообраќајот. Всушност уште од вчера, односно уште од петокот беше најавен овој посебен сообраќајен режим кој што ќе им се случи на Скопјани, па и на сите оние кои што ќе треба денеска да патуваат низ Скопје. Значи што се однесува до тоа каде може да поминете, значи ако одите од аеродром или од железничка станица кон центарот на градот, тогаш ќе можете да стигнете само до Југодрво, односно спроти Југодрво, таа автобуска станица, а потоа полициските службеници ќе ви кажат дека можете да патувате десно, значи на потегот кој што ве носи кон градскиот трговски центар од страната на паркингот пред Holiday Inn за сите оние кои што подобро го познаваат Скопје, а од овој пресек што јас го гледам во мигов, сите оние кои што се обраќаат од центарот на градот не се пропуштаат повеќе од Собрание. Значи веќе кај Собрание на таа раскрсница само може да отидете лево во тој потек. Оние сообраќајници, освен ова, кои што се блокирани ова утро, се и онаа сообраќајница за која што посведочивме пред точно една недела во понеделникот, значи крстосницата на кај Мавровка, односно кај Судска палата за сите оние кои што нели знаат каде е тоа, судовите веројатно е место за кое што е за сите нам е познато. Значи таму тие две сообраќајници исто така се вон функција и таму нема да може да патувате или мора да го заобиколите тој дел од градот. И третата дестинација на која што се поставени овие околу 200 приватни автобуси е Илинденска, односно како што беше и во петокот, тоа е оној потек по владата на Република Македонија, значи семафорот кој што доаѓа по влада кога одите од кај мостот Гоце Делчев, па се до Мида, па се до крајот на, односно делот каде што Илинденска се спојува со булеварот 8 септември. Не можете да патувате ни оттаму, значи комплетно се блокирани сообраќајниците и сега ако зборуваме дека овој дел или ова се 3 места кои што создаваат некаков нормален крвоток во однос на сообраќајот на Скопје, тогаш сега се пресечени и не знам како ќе функционира градов ова утро. Знам дека беше многу хаотично на оној дел каде што
што ние поминавме, ете толку во ова прво линковско вклучување, евентуално да ви кажеме дека ќе ви ставиме за околу 30 на минути со соговорник. Кемал Мурич од Слобода Превоз ни рекоа овде неговите колеги Ека и Линденска, па ќе одиме таму да го побараме и да чуеме кои се најновите нивни ставови, дали има никакви поместувања и дали денеска ќе продолжат да бараат средба со градоначалничката на град Скопје Данила Арсовска. И кога сме таму, само има една нова информација. Имено Данила Арсовска пред сите овие работи и нешта кои што се случува, останува децидна на ставот дека кон приватните превозници ЈСП не должи ништо. Во едно од последните интервјуа на директорот на јавното сообраќајно предпријатие Александар Стојковски, тој пак вели да, должиме, но треба да се види кој е реалниот долг. Тоа е новото. До сега ЈСП вели дека не се должи, но еве сега е еден нов момент дека сепак има некаков долг, но треба да се види колку точно ЈСП должи кон приватните превозници Слобода Превоз и Мак Експрес. Одиме ние на нашето следно линковско вклучување, а за сите оние кои што треба да патуваат утре во низ градот Скопје, па и целиот ден, внимавајте, значи на 3 места во главниот град, тоа е Црвен крст. Оваа раскрсница е комплетно блокирана е и Линденска, од потегот од Влада до Мида, и блокирана е Мавровка, односно Судска палата, тоа е таа позната сообраќајница или раскрсница. Толку во ова прво линковско вклучување и што да ви кажам, со среќа, можеби ќе стигнете навреме или ако не, јавете се навреме на работа, па кажете дека ќе доцнете.